Па јас прво би сакал да ви благодарам што се одзовте на нашата покана, за да можеме да ги известиме православните македонски верници во градот Кавадарци и околните села дека со Божја помош, по Божја промисла, Епархискиот управен одбор, заедно со свештенството од Кавадарци, одлучивме да црквата Свети великомаченик Димитрија ја обновиме. Црквата е изградена 1830 година и бидејќи во тоа тешко време нашиот народ бил под робство, но со дозвола на султанот ја изградиле црквата и затоа оваа црква се наоѓа во Дупка. Им дале многу краток временски рок за да ја изградат, а не требало да биде повисока од местото каде што тука се наоѓале тие нивни простори. Веројатно имало нешто тука, некои значени места отомански, за тоа црквата е во Дупка и доста е стара. Но и самите вие кои ја посетувавте црквата, гледавте дека веќе не може да функционира, не е во функција. Иконите, фрескоживописот, иконостасот, сето тоа беше веќе остарено, неупотребливо и одлучивме да ја обновиме и да направиме многу поубава црква од другите цркви што се во нашата држава. Така да овој проект може би ќе биде малку подолг временски период, бидејќи треба се да се прави, и иконостаси, и икони, и еве сега габаритно да се изгради целиот објект поново. Јас верувам дека за 2 години, ова карабина ќе направиме до декември, но после фрескоживописот, иконостасот, иконите, тоа е малку по-бавна работа, треба повеќе време. И треба да се најдат добри мајстори, ако сакаме да биде фрескоживописано добро, иконите да бидат убави. Би сакал да ги известиме сите верници во градот Кавадарци дека духовниот живот во црквата Свети великомаченик Димитрија продолжува. И сите оние кои имаат духовна потреба, може да си дојдат на утрена, може да си дојдат на вечерна, може да дојдат празници кога се на литургија. Ако имаат потреба за причест, може да дојдат се причестат. Крштевките исто така продолжуваат тука. Парастасите продолжуваат. Големи молитви, мали молитви. Луѓе кои имаат потреба за исповед, исто така сето тоа тука може да се, тие духовни потреби што ги имаат нашите верници, може да ги обавуваат во црквата, освен венчавките. И за тоа чекавме да ја изградиме црквата Света Петка, да ја осветиме, за да можеме да почнеме со реновирање и на црквата Свети великомаченик Димитрија, да не ги оставиме верниците без црква. И затоа така се испланира да се освети Света Петка, да можат венчавките таму да се извршуваат, а овдека, бидејќи крстилницата е доста голема во административната зграда, тука се служи света литургија, бидејќи тој простор не е осветен таму, таму се извршуваат и светата тајна крштение и сите молитвословија што произлегуваат од нашата света црква и од светите канони, свештениците и архиереот ги извршуваат во крстилницата доле, каде има добар простор, каде можат секоја недела по 100 луѓе да се собираат на богослужба. Затоа не би сакал да луѓето сега кои живеат овдека, па имаат потреба да трчаат на другата страна, сите што се во околината
на црквата Свети Великомаченик Митија сите духовни потреби може да си ги вршат, освен венчавките, светата тајна венчание, да ја извршуваат во црквата на Света Петка. Исто така би сакал, но оние што се ожалостени, што своите браќа, сестри, мајки, татковци ги испратиле во вечноста, а според нашите македонски обичаи, според нашата црковна традиција, на секој помен ги собираме нашите најблиски и даваме некоја закуска, ручек, како ќе се организираат луѓето. Сакам да ги известам дека кујната си работи. Не сакам, не треба да дозволиме да се шират дезинформации, дека кујната не работи, дека кујната е затворена, дека црквата се гради, се е затворено, дека ништо не функционира. Затоа ги молам сите браќа и сестри, кои се црквувале во црквата Свети Димитрија и кои живеат околу нези, подалеку од нези, а им е поблиску, да не одат сега да трчат во Света Петка за една мала молитва да направат. Свештеници тука си има дежурни секој ден од 7 часот до 17 часот до 18, како има потреба свештеник секој ден да дежура. И затоа сакам да ги известам сите наши македонски верници да може да си ја посетуваат црквата во секој време, свети може да се заполат, да се поклонат, да си влезат натре, да се молат и така натака. За секаква потреба што имаат може да дојдат. Исто така ги замолуваме сите верници, сите оние кои се крстени во оваа црква, а ги има многу, бидејќи беше единствена, оние што се венчани, оние што ги имаат своите внучиња крстено тука, и сите духовни потреби што ги извршувале во оваа црква со 100, 150, 170 години и повеќе, и нивните дедовци, нивните прадедовци, и сега нивните татковци, самите тие, па и внуците нивни ќе доваѓаат веројатно, колку можат да одвојат од својот семеен буџет. Жиросметката ќе ја имате вие, медиумите, и ги замолуваме од длабочината на нашето срце и душа, колку може да помогнат финансиски, за да можеме така што по-експедитивно да ги исплаќаме оние кои ја гледат црквата. Фасади, тоа мислам дека ќе биде и до година готово, но, како што реков, дека најголем проблем и што е малку по-специфична работа е фрескоживописот. И сега, ако имаме средства да фрескоживописаме цела, тоа ќе трае година, година и пол, две. Но ако немаме средства да оставиме само на неколку композиции, тоа ќе биде побрзо, затоа што чекаме сега да се измалтериса внатре и да почнеме да викнеме мајстор да земе мерка да почне иконостасот да го прави на време. Иконите исто така, од кој ќе се направи проект за иконостасот, ќе ги викнеме мајсторите што треба да ги прават иконите, ќе си земат мерки со тој што ќе го гради иконостасот и така да иконите ќе бидат порачени. Сето тоа ќе биде на време порачено за да може на време и да стаса, кога ќе биде готово да само да се монтира. И по тој повод ги поканувам сите верници кои сакаат икони да си купат, кои сакаат фреска да си купат, кои сакаат цела композиција, например Преображението, Крштевањето, Воскресението, Вознесението, Успението на Пресвета Богородица, сите тие композиции што произлегуваат од литургискиот живот на нашата света црква, можат секој да си подари, да си купи и неговото име да биде запишано за веки веков. А исто така, ќе треба сега и крстови да се ставаат нови. Значи, се треба и кој колку милува. Еве, јас ги порачувам тие што пијат пиво, да не пијат денеска едно пиво, тие 50 денари колку е пивото, нека ги подарат. Тие што пушат цигари, нека не купуваат денеска една кутија, нека ја подарат и ќе изградиме одма црквата. Ќе нема проблем. Ви благодарам на вас да сте ми живи и здрави, Господ здравие да ви даде и успех по вашите понатамошни работи.